Екипата на Бекстејдж го посети преубавото планинско Крушево по повод јубилејниот 10-ти роден ден на познатиот ресторан Крушевска одаја. Овој локал, кој веќе една деценија е символ на добра храна и вистинска крушевска гостопримливост, свечено го одбележа својот голем ден со незаборавна забава. Имавме можност да поразговараме со еден од собствениците, кој ни ја раскажа целата приказна за Крушевска одаја, од идеја до целосна реализација. Како што ни откри, зад успешната приказна стои многу љубов кон Крушево, посветеност, желба да се создаде место каде што секој гостин ќе се почувствува како дома. Екипата на Бекстејдж во посета на Крушево и во преубава атмосфера каде што се прославува нешто навистина важно, а поврзано е со крушевскиот туризам. Да кажам, овде со нас е Шули, еден од собствениците на Крушевска одаја. Добро вечер и добре дојдовте во Бекстејдж. Добро вечер, мило ми е што сте мои гости, што ќе не услужите вечерва да го прославиме овај голем јубилеј. Значи, Крушевска одаја слави 10 години од постоење, а јас и мојот партнер Папи славиме 25 години бизнис во угостителство. Како почна, господине Шули, приказната за Крушевската одаја, идејата од каде дојде? Значи, ние далечната 2000 година почнавме со кафич, подоцна со ноќен клуб, али сепак срцето ни работеше да отвориме некое катче каде што ќе му пружиме на луѓето добра храна, топла атмосфера, топол амбиент. Мислите дека е она што Крушевска одаја го има, а ги привлекува и туристите, а и локалците кои што овде живеат? Сепак, Крушевска одаја си ја работиме ние со душа, со срце, има топлина, има ведрина внатре, така да настојуваме да не им фали ништо на туристите, од гостопримство, од услуга, нормално и од храна. Што е она што најмногу го бараат посетителите на овој објект? Па, најмногу, да речеме, од стартерите крушевското опчко сирење, потоа питолиците со лук, добрите макала, питите, имаме пита прас, пита спанај, мазници и нормално од страна на храна, добар асортиман на скара, имаме готвени јадења, печења, имаме свинско, јагнешко, така да се што им треба на туристите. Сега јас како новинар само да ја пренесам на гледачите дека овде е преполно денес во Крушевска одаја. Атмосферата е преубава, како што кажав, и дел од вашите специјалитети на трпезата видов и некои жени од Крушево кои што имаат изложени некои јадења таму. Што е она што е потребно да обстоите 10 години и која ви е желбата за понатаму? Само љубов кон ова работа. Во Бекстејдж го имаме и Никола, кој што од неодамна е дојденец од Скопје во Крушево, за да изменаџира неколку хотели и малку да го подигнете туризмот на повисоко ниво. Како го припативте предизвикот и како е да се живее во Крушево? Веќе само месец дена сте овде? Па да, од прилика месец дена сум овде, фасциниран сум од тоа што претходно сум го знаел за Крушево, меѓутоа на лице место видов дека Крушево има многу повеќе од тоа да понуди. Да, би ги пофалил двата хотели кои нескромно стварно се најдобри, Панорама и Монтана, меѓутоа Крушево има да понуди многу повеќе од туризмот. Да. На која карта што се вели сега народски ќе играте за да привлечете туристи? Дали тоа е чистиот воздух, бидејќи знаеме на колкава надморска височина е градот преубав? Дали квалитетната храна? Што е она со што мислите дека најмногу се привлекуваат туристи? Тоа е синергија на повеќе работи, да, квалитетната храна, култура, традиција, спортот кој е моја слаба точка, значи има многу планински спорт во Крушево, како и историјата. Значи, знаете дека Крушево има голема историја која малце ја подзаборавивме и мислам дека треба малце повеќе да се рекламира или промовира. А атмосферата на роденденот вистински спектакл. За добрата забава се погрижија бројни музичари, помеѓу кои и енергичниот бенд Пауза за ракија. Тие ја кренаа публиката на нозе и направија вистинска естрадна магија до досна во ноќта.
главните виновници за она што го погледнавте во претходниве неколку минути. Вау, каква журка, каква атмосфера. Пауза за ракија, се поприсутни и на сцената и по локалите луѓето одамна го препознаа она што го правите и сте се побарани. Игор Димовски е тука. Како се чувствуваш после оваа журка која е направи? Се чувствувам феноменално, значи атмосферата е невидена. Крушевската публика морам да кажам дека е прекрасна. Еве како што гледате има многу добра забава, среќен роден ден на Крушевска одаја и многу ни е драго што сме овде. Дали сте почестени што токму вие бевте изборот да ги забавувате вечерва Крушевчани, еден преубав македонски град кој што е во план да привлекува уште повеќе туристи. Тука поразговаравме и со собственикот на ресторанот и со менаџерот на двата најпосетени хотели овде. Со оглед на тоа дека во Крушево доаѓаме многу ретко, многу ни е драго што токму у нас не поканија да ја направиме оваа забава и ни е исклучително драго што сме тука. Дали имате подготвено кога настапувате некаде, имате концепт однапред или свирите како што ви доаѓа? Не, ние никогаш не имаме концепт. Скенираме ситуација. Сега не е вистина. Скенираме ситуација, скенираме публика и делуваме според ситуација. Секогаш ти зборуваш, да ти прашам малку и други. Како се чувствуваш вечерва, како се Прекрасно, прекрасно, супер, феноменална публика, прекрасно си поминавме, преубаво. Од она што успеа да го вкуси, што ти се допаѓа? Крушевски локум, крушевски колбаси? Крушевскиот локум ми е нешто невидено, тоа е нешто најубава. Уште како стигна во Крушево, само локум пробав и ми е стопли Ти се фати за душа, не? се фати за душа. Најубаво нешто. Честит 10-ти роден ден Крушевска одаја. Да продолжите и понатаму да ја чувате традицијата и духот на Крушево со многу музика, вкусна храна и насмевки.